Добар ден, почитувани, добро дојдовте во новото издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е председателот на Сдруженијето на банкари на Република Македонија, господинот Ѓорги Јанчевски. Господин Јанчевски, кризата во соседна Грција создава загриженост меѓу граѓаните за нивните влогови во банки со грчки капитал во Република Македонија. Дали се оправдани ваквите стравувања? На неколку наврати во мои изјави, а и од другите директори на банките и од гувернерот на Народна банка, беше кажано дека банките со стран капитал, конкретно со грчки капитал во Македонија, работат согласно Законот за банки на Република Македонија и согласно тој закон нивната изложеност према еден акционер, во конкретен случај, не знам дали е NBG или Алфа, не може да биде повеќе од 10% од капиталот. Така да граѓаните може да бидат сигурни, парите не се надвор, него парите се во Македонија и се пласирани во македонски компании кај граѓаните. Дали намалувањето на каматните стапки на дел од кредитите е знак дека се зголемува довербата во пазарот во Македонија, дека има поголема безбедност? На што се должи ваквиот тренд? Со домашните пари, значи во моментот, односно подолг период, банките се доста ликвидни. Цената на капиталот обично на домашниот пазар е дефинирана од понудата и побарувачката и од конкуренцијата. Што значи, ако има поголема понуда, каматните стапки ќе паѓаат. И конкуренцијата и борбата за пазарен удел, и зашто поголем пазарен удел, на некој начин влија и на тоа, нели, каматните стапки да паѓаат, што е некој тренд веќе втора година, поготово од како паднаат цените на благајничките записи на пониско ниво. На некој начин и тие ја дефинираат, да кажеме, и цената на капиталот во Република Македонија. Тие се на некој начин и референтна каматна стапка. Дел од економистите сметаат дека надпреварот помеѓу Централната банка со нејзините благајнички записи и државата со нејзините државни записи ја намалува достапноста на банкарски капитал за населението. Дали овој условно кажано надпревар е единствениот фактор кој придонесува за раст на каматните стапки, на цената на капиталот? Не представува клучен фактор, бидејќи банките, парите кои ги пласираат во благајнички записи и во државни записи, тоа се воглавном краткорочни пари, кои не би можеле, нели, да ги дадат како стамбен кредит или да ги дадат на некоја фирма за подолгорочен кредит, затоа што согласно одлуките на Народна банка треба да постои избалансираност во поглед на рочност. Односно, поедноставно кажано, во зависност од рочноста на депозитите, толку може да бидат и пласманите. Што значи не можеш ти краткорочни средства да ги пласираш на 10 години, бидејќи во тоа носи одредени ризици во работењето на банката, затоа што ако клиентот што ги депонирал парите во банката ги побара, а веќе тие се пласирани, банката може, нели, да има ликвидносни ризици. Така да, она што банките го пласираат во овие хартии, краткорочни хартии од вредност, не влијат на тоа да банките не пласираат кај фирмите и кај населението, особено сега, кога таа каматна стапка е доста ниска. Така да, во секој случај на банките повеќе би им одговарало да прават пласмани кај фирмите и кај граѓаните, него да ги даваат парите во државни записи или благајнички записи. Го споменавме приватниот сектор. Оттаму се жалат дека банките се премногу строги во кредитирањето. Од друга страна, од банките велеат дека нема одржливи проекти кои вреди да се кредитираат. Како е сега состојбата? Како сега стојат работите? Банкарските принципи се универзални. Сите банки дават по исти принципи. Зависи од
деловната политика на одредена банка, дали ќе има по-конзервативен пристап или по-флексибилен пристап. Така да не би се сложил со тоа дека нели банките не даваат кредити на фирмите. Основна работа е на банките да даваат кредити. На некој начин бројките нели за минатата година кажува дека банките на еден пораст од бруто домашен производ кој се цени дека би бил негде таму до 3,5, збориме уште за оценка на порастот, бидејќи статистика уште нема излезено со званичен податок. Банките порасна со 9% во кредитирањето, што значи банките не престанале да даваат кредити. Но она што сега се случува во светот на некој начин влие и на работењето на банките и на работењето на фирмите, што значи кога е рецесија нормално е сите тие активности да бидат со понамален обем. Сепак сметам дека она што банкарскиот сектор го оствари како пораска и кредитирањето од 9% е значаен и е на некој начин докажува дека банките не престанале да кредитираат и се уште не сме толку рестриктивни како што нели може и да се сретне негде по медиумите. Ако кризата во еврозоната се прелее во реалниот сектор во Република Македонија, дали може да се очекува намалување на кредитирањето? Кризата е веќе во реалниот сектор, така. Кризата е во еврозоната како еден од нашите најзначајни партнери, ќе има влијание и на реалниот сектор. Тоа значи дека реалниот сектор ќе има помал обем на работење, ќе се воздржува од нови инвестиции и ќе се воздржува од задолжување, бидејќи не ќе може тие задолжувања во иднина да ги покрие ако има намален обем на работење. Во моментов актуелна е кампањата Купи куќа, купи стан. Како го проценувате ризикот од токсични кредити, имајќи ја предвид куповната моќ на населението и инфлацијата? Факт е дека трендот на лоши пласмани благо се зголемува, иако е се уште во границите, би рекол, на дозволеното. Конкретно, банкарскиот сектор минатата година имаше околу 9,8% NPL-ови, Non-Performing Loans. Од тоа кај фирмите беше 11,1%, кај населението беше 7,7%, што значи овие бројки укажуваат на тоа дека се уште износот на нефункционални кредити не е толку висок за да влие нели на кредитирањето кај населението. Повеќе е прашање нели дали населението уште има кредитна способност да се задолжи или што би значило за населението нели во услови на рецесија кога некои луѓе би изгубиле работата, нели со тоа ќе губат и кредитната способност и тоа представува соодветен ризик за нив. Така да мислам дека нема да се одрази на оваа кампања, затоа што таа зафаќа еден сегмент на населението кое досега на некој начин не ги исполнувало условите за кредитирање или немало таа кредитна способност согласно условите на банките. Сега нели со помошта на државата околу двата модела, еден е нели партиципација во учеството, во нивното сопствено учество, вториот е партиципација кај каматната стапка. На некој начин на тие луѓе им се овозможува нели да дојдат до кредитна способност согласно банкарскиве принципи и да дојдат до поевтини станови. Председателе, ви благодарам. Тоа е се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Повторна средба за 7 дена.